Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои ги избравме за денес. Општина Велес подготвува проект за изградба на катна гаража. Граѓаните треба да одлучат на која локација ќе се гради. Сметот да се изнесува непосредно пред неговото собирање, апелира јавното комунално предпријатие Дервен. Матурантите од Кавадарци се запознаа со можностите за студирање и дефицитарните занимања во земјава. Просторот кај лековниот салон и просторот пред градскиот сад во Велес се можните локации на кои општината ќе гради катна гаража. Граѓаните треба да одлучат сами на кое место би сакале да биде изградена. Новаа тема работеше колешката Валентина Михајловска, која ја имавме во живо во дневникот во 12:30. Еве дел од нејзиното вклучување. Се наоѓаме пред една од локациите која што е предвидена за изградба на првата катна гаража во општина Велес. Општинската администрација веќе во изминатиот период работи на изработка на проект за изградба на катна гаража. А за што конкретно станува збор, предлагам да го погледнеме прилогот во продолжение. Две локации ќе бидат понудени на граѓаните на општина Велес за избор за изградба на првата катна гаража во Велес. Општинската администрација работи на изработка на проект. Граѓаните и стручните лица ќе одлучуваат каде е најдобро да биде поставена. На почетокот на септември, проектот во 3D проекција ќе биде понуден на граѓаните, за да може да биде вметнат во програмата за 2017 година. Двете локации се градскиот сад и пред салонот за венчавање, каде што е ликовниот салон, односно паркинг просторот што се наоѓа пред библиотеката. Граѓаните ќе решат и стручните лица каде ќе биде поставена катната гаража. Откако ќе биде избрана локацијата, ќе се распише тендерска документација, пошто во пролетните месеци идната година предвидено е да започне изградбата на истата. За почетокот ќе биде нормално сето тоа бесплатно, меѓутоа ќе се растерети паркирањето во строгиот центар на градот и ќе нема повеќе причини да се паркира пред објектите, да се паркира пред банките, пред судот и така натаму. Со досегашните изградени паркинг простори, како и со изградбата на катната гаража, дефинитивно ќе се избегне гужвата за паркирање во централното градско подрачје. Ги запрашавме и велешани што мислат за изградбата на катната гаража. Предлагам да ја видиме и анкетата. Треба катна гаража, а локација која, тоа треба пак архитектите да се окажат својата, они најубаво. Ние граѓаните и тука е убаво, и таму е убаво, важно да се направи. Катна гаража секако дека треба, меѓутоа оваа локација кај што е обележјето на градот никако. Значи, катна гаража може она друга на гаража, што ја спомнавте локација, таа повеќе би одговарало. Секако дека е потребна на градот, али оваа локација не. Оваа е обележје на градот и треба да се чува. И сами гледаме нели колку возила има и нема кај да се паркира. Така да тоа е приоритет, мислам, за општината како локална единица. Сметам дека подобра локација би била кај галеријата, него тука. Мал простор. Во насока на обезбедување на што поголем број на паркинг места во општина Велес, општината вчера го започна проектот за изградба на нов паркинг простор кој што се наоѓа во склоп на гимназијата Кочо Рацин. Станува збор за простор кој што е на 1500 метри квадратни, а ќе обезбеди места за 54 возила. Исто така за 10 дена треба да започне изградба на нов паркинг простор кај Сивиот дом, кој пак ќе обезбеди места за 30 возила. Отпадот од домаќинствата и објектите да се изнесува во деновите определени за собирање на отпад на улицата на која тие се наоѓаат, информираат од јавното комунално предпријатие Дервен. Со тоа ќе се избегне потенцијалното жариште на болести и инфекции кои можат да се пренесат од инсектите и глодарите. Граѓаните се должни отпадот од домаќинствата и објектите
да го изнесуваат во деновите определени за собирање отпад на улицата во која живеат, информираат од јавното комунално предпријатие Дервен. Од 20 до 21 часот во летниот период од 1 април до 1 ноември, додека во зимскиот период од 18 до 19 часот од 1 ноември до 31 март. Со изнесувањето на отпад пред домовите, на собирните пунктови и во контејнерите, неколку часови пред неговото собирање, создаваме потенцијални жаришта на болести и инфекции, кои може да ги пренесат стаорците, комарците, мувите и другите инсекти, се вели во соопштението на ЈКП Дервен. Отпад оставен повеќе часови на јавна површина представува извор на непријатна миризба и предизвикува нагрдување и неуредност на урбаната средина. Триста сообраќајни незгоди се случени во првата половина на оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Велес. Споредбено со минатата година, оваа година се случиле 8 помалку, но само во месец јули во нив загинале 6 лица. Само во првата половина од оваа година на подрачјето на СВР Велес случени се 315 сообраќајни незгоди, а при тоа загинале 4 лица. Во споредба со истиот период лани, случени се 323 сообраќајни несреќи. Само во месец јули годинава, во случајните сообраќајни несреќи загинале 6 лица. Ова е алармантен податок, смета портпаролот на СВР Велес, Анита Стојковска. Во оваа прилика би ги потсетиле повторно возачите и сите лица учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената сигнализација, бидејќи знаеме дека е период на годишни одмори и сообраќајот е поинтензивен. Препорачуваме сите оние кои што подолг период го управуваат возилото да користат почести одмори, да консумираат не алкохолни, односно безалкохолни пијалоци. Од СВР Велес упатуваат апел за внимателно возење. На тој начин би придонеле за безбедно одвивање на сообраќајот. Во текот на летото е зголемен интересот за користење на отворените спортски терени. Комплексот во градскиот парк во Велес активен за рекреативците, но и за професионалните спортисти. Катерина Нацева работеше на оваа тема. Во текот на летниот период зголемен е интересот за користење на отворените спортски терени во општина Велес. Комплексот во градскиот парк атрактивен и за рекреативците и за професионалните спортисти. Тениските терени се бесплатни за користење за граѓаните и истите во моментов се најпосетени. Бројот на корисници, на рекреативци кои што ги користат спортските објекти во градскиот парк од година на година се зголемува како бројот, така и различна е бројката и возраста на рекреативците кои што рекреираат во градскиот парк. Табако вели, радува податокот што освен за спортски активности, паркот го користат и за прошетка и рекреација. Освен велешани, овде доаѓаат и жители од други општини. Се забележува еден пик, односно еден период во кој што имаме најголема посетеност на спортските објекти во градскиот парк. Тоа е во периодот од 17 до 20 часот, значи точно во периодот во кој што по завршувањето на работниот ден поголем број од граѓаните го користат своето слободно време да рекреираат, да се посветат на здравиот живот. Со цел подобрување на условите за спортски рекреации во градскиот парк, наскоро треба да заврши изградбата на фитнес зоната, дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт, изградба на 20 фитнес зони ширум државата. А во Свети Николе се поставуваат нови спортски реквизити во двете основни и едното средно училиште. Паралелно се работи и на одржување и подобрување на инфраструктурата на останатите спортски терени. Во соработка со локалната самоуправа во Свети Николе, екипите на ЈКП Комуналец започнаа со поставување на спортски реквизити во двете основни и средното училиште во општината. Замената на оштетените и дотраени кошеви ќе овозможи младите и љубителите на баскетот во подобрени услови да спортуваат и рекреираат. Паралелно се работи на одржување и подобрување на инфраструктурата на останатите спортски терени. Со цел на подобрување на условите за спортување, јавното комунално предпријатие Комуналец во соработка со локалната самоуправа
Исто така, обезбеди кошеви за сите три училишта во градот, средното и двете основни училишта, каде што веќе се поставени кошевите во Сол Кочорацин, преостанува да се заврши поставување и во основните училишта. Во наша надлежност го преземавме да стопанисуваме со тениското игралиште, каде доста млади се заинтересирани за рекреација, се градат нови детски игралишта на неколку локации, редовно се врши одржување исто така на двете фудбалски игралишта и редовно вршиме одржување на спортските терени во градот. Целта на ваквите проекти е развој на спортот и активно вклучување на младите во спортските активности, но и обезбедување на поквалитетни услови за љубителите на фудбалот, ракометот и кошарката. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се одржа промотивен настан на кој матурантите имаа можност да ги слушнат поволностите на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Универзитетот Гоце Делчев со цел полесен избор за понатамошното школување. Советот на млади на општина Кавадарци организираше промотивен настан за матурантите. На истиот тие имаа можност да ги слушнат поволностите кои ги нудат двата најголеми универзитети во земјава, Кирил и Методи и Гоце Делчев од Штип, како и искуствата и бенефитите од компаниите каде би го примениле своето знаење во пракса. Ги информираме младите навреме за предуписите кои што стартуваат веќе од наредната недела. Секој универзитет има различен рок, но првите се веќе од понеделник, така да мислам дека доволно време имаат младите, барем оние што немаат доволно информации или оние кои што веќе не се одлучиле, се уште не се одлучиле каде сака да го продолжат своето високо образование, да направат вистинска одлука сега. Универзитетот Гоце Делчев од Штипи годинава ги отвара вратите за сите заинтересирани кои сакаат да го продолжат своето образование. Програмите и мерките за школување како и можности за работа и пракса на Универзитетот Гоце Делчев ги презентираше Никола Барбареев. Универзитетите се институции на највисоките човекови вредности и нашата темелна предела се младите луѓе. Всушност таму се разговара за вистината, за честа, за доблеста, а она кое што денес е посебно важно и на кое што би честителе како универзитет е Советот на млади кои што ги успеа да ги спои на едно место универзитетот, стопанството и сите засегнати страни, односно младите луѓе. Од страна на Универзитетот Кирил и Методи беше презентиран факултетот Финки на кој годинава има голем број слободни места за упис. Сите сме денеска обврзани со технологијата. Сите во раката држиме телефон, сите сурфаме на интернет преку компјутер, еве да ги спомнам и социјалните мрежи, Facebook и Instagram. И многу од младите се заинтересирани да видат подобро, да научат како всушност тоа функционира, како всушност функционира технологијата, како работат тие системи, како Facebook, како работат телефоните и така. Представникот на компанијата Инел Интернационал Љупче Сапунџиев ја нагласи перманентната отвореност на фирмата за обавување пракса за идните инженери и стручњаци во делот на телекомуникациите. Над 30 студенти досега успешно ја завршиле својата пракса во оваа компанија. Успешен пример е примерот со Универзитетот Гоце Делчев, каде што студентите имаат можност преку практични примери да дојдат до потребното знаење. Тие практични примери можат утре да ги користат и во секојдневниот нивни живот. За дефицитарни кадри на пазарот на трудот зборуваше раководителот на Центарот за вработување Кавадарци Благој Борисов. Електроинженери, масински инженери, градежни инженери, геодетски инженери, се што е околу технологија, мислам техничките науки. На Универзитетот Гоце Делчев уписите започнуваат веќе од понеделник. За академската 2016-2017 година има вкупно 5238 слободни места, додека пак на Универзитетот Кирил и Методи има вкупно 10.535 места за нови студенти. Првиот рок за пријавување на кандидатите е 18 и 19 август 2016 година. Почешката материјална помош наменета за настраданите во поплавите што ја зафатија Македонија, помош пристигна и од владата на Црна Гора. Македонија одбележува 15 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Вестите од земјава во продолжение.
Почешката материјална помош која пристигна денеска наменета за настраданите од поплавите кои ја зафатија Македонија и владата на Црна Гора испрати помош. Амбасадата на Црна Гора соопшти дека 100.000 евра се финансиска помош наменета за буџетската резерва на Македонија, а 100.000 евра е хуманитарна помош, медицинска и интендантска опрема. Помошта ја подготвиле неколку институции, Војската на Црна Гора, Дирекцијата за вонредни ситуации при Министерството за внатрешни работи и главниот град Подгорица, а на повик на премиерот Мило Ѓукановиќ се вклучиле и повеќе приватни компании од Црна Гора. Хуманитарната помош е натоварена во 6 камиони, а се состои од 62,9 тони флаширана вода, 3000 конзерви со храна, 50 комплети храна за бебиња и пелени, 1000 литри средства за дезинфекција, 300 пакети детергенти, 100 пакети за хигиена, 20 шатори, 1000 вреки за спиење, 2100 лопати, 5000 пешкири, 100 мантили за дожд, 2000 полициски ранци, 50 носилки за повредени лица, 100 чифта гумени чизми и 400 кебиња. Со потпишувањето на Охридскиот договор пред точно 15 години во Охрид завршија сите тогашни воени конфликти во Македонија. Командите на паравоената ОНА станаа политичка партија Демократска унија за интеграција, која оттогаш е во власт, а Македонија доби нов устав и стана земја на многу народи. Преговорите започнаа во Скопје, продолжија во Охрид, каде завршија со парафирање на документот на 10 август. 3 дена подоцна, на 13 август 2001 година, во претседателската резиденција на Водно во Скопје, рамковниот договор го потпиша тогашниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, поранешниот председател на ВМРО ДПМН и премиер Лјупчо Ѓорѓевски, председателот на ПДП Имер Имери и тогашните председатели на СДСМ Бракон Црвенковски и на ДПА Арбен Џафери. Потписници на договорот во својство на гаранти беа и специјалните представници на Европската унија и САД, Франсуа Леотар и Джеймс Пердју, кои учествуваа во преговорите. Покрај потписниците во разговорите учествуваа и Хавиер Солана, тогашен висок представник на Европската унија за безбедност и надворешна политика, и Питер Фейт, представник на САД, како и повеќе правни експерти, меѓу кои професорите Владо Поповски и Љубомир Фрчковски. Председателскиот кандидат на Американската демократска партија Хилари Клинтон ги откри своите даночни пријави. Сириските опозицијски сили ја презедува целосната контрола врз градот Манбич. Ова се вестите од светот. Председателскиот кандидат на Американската демократска партија Хилари Клинтон ги обелодени своите пријави за плаќање данок и побара тоа да го направи и нејзиниот републикански против кандидат Доналд Трамп. Републиканскиот кандидат и милиардер одби да ги обелодени податоците колкав данок е платил на државата и за колкав процент бил ослободен од плаќање. Со објавувањето на своите даночни пријави за приходите од претходната година, јавноста и гласачите може да видат какви даночни обврзници се кандидати, колку пари одделиле за даноци и за хуманитарни работи, како и други финансиски детали. Семејството Клинтон најголемиот дел од ланскиот приход ги остварило од консалтинг услуги, држење предавања и објавени книги. Бил Клинтон потрошил $500,000 за патување и за предавањата што ги има одржано низ сати светот, додека Хилари за таа цел потрошила $250,000. Половина од ослободените средства за оданочување ги употребиле за доброволни цели, вклучувајќи $1 милион за фондацијата Клинтон. Доналд Трамп е првиот председателски кандидат по повеќе од 40 години кој нема да ја прикаже својата даночна пријава. Станува збор за пракса што е воспоставена од 1973 година од тогашниот председател Ричард Никсон, но која не е законска обврска за председателските кандидати. Откако борци на Исламската држава го напуштија градот Манбич, сириските опозицијски сили поддржани од САД ја презедоа целосната контрола врз градот кој се наоѓа во близина на турската граница. Портпаролот на сириските демократски сили Шарфан Дарвиш истакна дека бунтовниците го пребаруваат градот по заминувањето на последната група екстремисти, додавајќи дека се ослободени и повеќе од 2000 цивили кои биле чувани како заложници. Според изјавата на Дарвиш, градот сега е целосно под нивна контрола, но се превземаат акции за негово очистење. Сириските бунтовници нагласиле дека не сакале да извршат напад од големи размери врз силите на
Исламската држава во градот поради цивилите, поради што бил исклучен договор да им биде дозволено на джихадистите слободно да го напуштат Манбич. Според американски представници, по завршувањето на операцијата за ослободување на Манбич, ќе може да се започне акција за освојување на градот Рака, каде се очекуваат тешки борби. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен северен ветер. Максималната температура го достигна 28 степен. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион. Ова беше и последната информација за вечерва. Пријатна вечер ви посакува екипата на К1.